Почитувани гледачи, Бизнес клуб на Стопанска комора на Северна Македонија и трето уво, денешен наш гостин Ангел Андјушев. Добре дојдовте. Благодарам председателе, чест ми е што сум тука. Кој ви го даде името Ангел? Името ми го дада моите родители по нашата фамилиарна традиција, значи ние сме семејство во кое внуците ги носат имињата на дедовците, значи јас имам прадедо Кочо, дедо Ангел, татко Кочо, јас сум Ангел и сега и годинава ми се роди син кој исто така се вика Кочо. Па ќе видиме до кога ќе продолжи тоа. Благодарам. Дедото го знам Кочо во необична свечана облека 20 и крајот на 20-те, 30-те години кога имал фабрика. Да, знаеш ли ти за Јас го немам запознаено, но сум слушал стотици приказни за него и баш ми е жал што сум немал прилика да го запознам. Да, тој, како да кажам, неговите начинот на кој што тој се однесувал, начинот на кој што размислувал, еден од идеалите кои што постојат во нашата фамилија и сите помлади генерации се стремиме да учиме од него. И јас сум слушнал и читал, мојот син мислам дека и пишуваше за него во некој од книгите. Така да тој е стварно узор на кој што треба да се огледа човек. И ова традиција баш така ја чувствувам како некоја голема македонска традиција и ме исполнува во овој момент. Ангел, ти денеска си начело на една модерен дел на Фероинвест, кој што се занимава со производство на машини за чистење, Green Machines, која што е гордост, мисля, че на целата групација. Така е? Па да, и моја лична најголема гордост, но верувам дека и голема гордост на целата групација и дефинитивно технолошки најнапредниот производ што го прави целата групација. Да, и мене ми е чест што имам шансата да бидам баш уклучен во тој дел. Јас сум на некој начин современик на растот на Брако после приватизацијата и прочитав некаде дека твојот развоен пат таму почнува во фабриката за жичани производи. Па да, тоа беше, верувам дека тоа беше една вежба за мене, да поминам првата година од моето работно искуство во, како да кажам, најтешкиот дел од работата, не најтешкиот во оперативна смисла, но најтешкиот како вид на производство, значи таму има бучни машини, прашина, производ кој бара многу педантност, производ кој се произведува во големи количини, каде што мала грешка прави големи загуби и мислам дека тоа беше од страната на татко ми една вежба за мене да поминам низ оган една година за после да се друго да ми биде полесно. Огнено крштевање. Баш така, да. Мојата прва поста како председател на Стопанската комора на Македонија беше токму во отварањето на модернизираниот погон за жичани производи. А бидејќи јас доаѓав од фирма која што исто имаше жичани производи, можев да споредувам многу работи и се сеќавам во тој момент се осети една огромна разлика меѓу тој нов погон и остатокот на Брако кој што постоеше во тој момент. И тој узор пошто прерасна денеска ништо нема веќе од стариот Брако. Остана ли нешто од него? Остана, да, има уште неколку хари, но тие се се поголема реткости. На секои неколку години по една таква се претвара во нова хала со нови производи, нови проекти. И тоа е едноставно начинот на кој што мора да биде ако сакаме да бидеме во чекор со целиот свет, во чекор со конкуренцијата, но ќе вложиме напори еден дел од старото Брако да го зачуваме како музеј заедно со стари машини, да ги исчистиме, да ги наредиме и да може нашите гости, но и нашите вработени да знаат како Брако почнало и како се развивало. Да, и како се развивало нормално. Брако е фабрика која што раѓа брендови и во претходниот систем имаше бренд камприколките на Брако беа познати во просторите на целата Југославија тогашна,
Али сега така се заредија работите да практично морам да го споменам прашањето за производи со додадена вредност кон кои што Стопанската комора цели со години и прави напори да се преструктуира производството кај нас. Што на тој план правите ви? Да, тие напори се според мене потполно во вистинска насока, бидејќи ако сакаме ние тука во Македонија да создадеме некаков просперитет, ако сакаме да има подобри услови за работа за вработените, да има повисоки примања за вработените, да има поголеми профити, мораме едноставно да правиме производи и услуги со поголема додадена вредност. Веќе мислам дека е поминато времето каде што Македонија е дестинација за ефтина работна рака и каде што квалитетот на ова поднебие е тоа што може нешто да се произведе поевтино отколку на друго место. Тоа не само што е во минатото, но тоа е неодржлив принцип, бидејќи таквиот принцип има плафон кој е прилично низок и штом ќе се достигне тој плафон веќе нема одење нагоре. И затоа нашите производи, особено возилата на Green Machines, се производи каде што имаме слична структура на трошоци како и нашите конкуренти од целиот свет, но и слични цени, и со тоа ние сме на секој паритет можеме да се споредиме со светските најголеми компании. Една од тие узречици на твојот татко, познат наш бизнесмен, успешен човек, остварен, што ќе се памети е дека бизнисот е како велосипед, ако го вртиш, ќе се движи, ако застанеш ќе падне. Зашо Македонија нема произведено велосипед? Па велосипедите веројатно и не се производ со толку додадена вредност, така да се надевам дека ќе правиме нешто покомплицирано од велосипед. Не вие правите, ама прашање луѓето велат зашо нема велосипед. Да, велосипед и не мора да има, подобро да има нешто повеќе од велосипед, да правиме висока технологија, производи со вградена висока технологија, софтвери, работи едноставно што светот ќе сака да ги купи за повисока цена и ќе може ние повеќе да си дозволиме и да заработиме и да им платиме на вработените и да им платиме на државата. Така е. Значи, тоа се наши заложби и водечка компанија во тој дел е кај нас, Брако и Фероинвест, кој што работи според програмата на Зелената агенда и Зелената енергија, и мислам дека се вклопува во токовите современи и дека токму тоа што го зборуваше иднината која што треба да ја покаже и да ги поведе сите други субјекти на тој пат. Да, тоа за нас не е само стратегија, туку и начин на преживување, зашто јас сметам дека доколку една компанија не држи чекор со современите текови, со конкуренцијата од целиот свет, прашање на време е кога ќе умре, и затоа за нас е многу важно да бидеме секогаш најмалку во чекор со конкуренцијата, а се трудиме во колку може повеќе сегменти да бидеме еден чекор пред конкуренцијата, како што и беше случајот кога го представивме нашето прво возило на хидроген. Да, во 2020 Green Machines беше првиот производител во светот што разви и произведе такво возило, и се надеваме дека и кога ќе биде следниот скок во светот, ќе бидете во чекор први со тоа. Сега на многу луѓе таа агенда зелена што ја споменуваме, тие, да речем, нови технологии му представуваат далечна иднина, меѓутоа тоа е веќе реалност и со која живееме и која ако некој продава и извезува толку пазари како вас, колку? Да, ние имаме продадено во повеќе од 50 држави. 50 држави, тогаш он се соочува со таква конкуренција и ти можеш да се бориш, тоа нема тука. Да, какви се плановите за проширување на пазарите? Плановите за проширување на пазари, значи ние во последниве 4 години воспоставивме наша компанија во Соединетите Американски држави. Се наоѓаме во Сан Диего, Калифорнија, преку која го развиваме америчкиот пазар. Веќе сме присутни во десетина сојузни држави. Целта е да бидеме во блиска иднина до 2030 година присутни во сите 50 сојузни држави. Паралелно го развиваме и остатокот од Северна Америка, како што е Мексико. Таму веќе имаме големи нарачки и се надеваме на уште поголеми во блиска иднина, додека Европа,
Источна Азија, Велика Британија ни се традиционални пазари. А традиционални пазари? Да, како и Блискиот Исток. А на Афричкиот континент? На Афричкиот континент за жал не е толков пазар. Да, таму од време на време има во Северна Африка проекти кои што може да се работат. Такви проекти требаше да има и во Египет, но за жал таму имаше некои турбулентни политички состојби поради кои го нема тоа, така што овие пазари кои ги набројав се оние на кои се фокусираме. Стопанската комора како најголема и најзначајна бизнис заедница си има традиција да секоја година доведе по 2 до 3 милиардери докажани бизнисмени по светот и за време на таа криза за која што зборуваш ја беше гостин наш најбогатата, односно најдобрата бизнисменка турчинка, која што ја раскаже својот развоен пат и така натаму и ги повика нашите бизнисмени да одат во Египет. И вика таму течат парите по улица, само треба да се наветнеш. Ние викаме, а каде да одиме? Таму има војна. Да, Египет е држава со богата традиција, богата историја, тоа е една од најстарите цивилизации, голема држава со голема популација, голем пазар, но за жал потребно е прво да се обезбедат други услови за да може да стане еден атрактивен пазар за сите компании, меѓу кои и нашата. Она вели треба да се искинат по неколку рала чевли за да се дојде до нов пазар. Точно ли е тоа? Апсолутно точно. Никој нема да ти го донесе дома. Да, за да се освои нов пазар, потребно е да се преземат ризици кои во ретроспектива, кога ќе гледаш година 3-5 уназад, ќе си речеш дека тој ризик не требало да го преземеш, но мора малку храброст и лудост за да се победи во овој свет. Колку поголем, јас викам, колку поголем ризик, толку поголем профит. Да. Така е? Па се разбира, тоа е од почетокот на времето е тоа така. Да, и понекогаш е добро и да не се размислува премногу, бидејќи кога човек ќе седне да анализира премногу, тогаш најверојатно ќе дојде до заклучок дека не треба ништо да се преземе затоа што се е опасно. Но ниеден предприемач не смее така да размислува ако сака да постигне нешто. Ти дојде тука со Green Machine? Можев да дојдам, но да, значи имаме машини кои возат до 40 Значи, тоа ме интересира, што мотор има? Да, значи користиме најразлични погонски системи. Нашата најмала машина користи 9 киловатен дизел мотор, имаме машина со 30 киловатен дизел мотор, имаме електрични машини и најголемата машина која што се користи за чистење булевари, таа вози до 40 км на час и има мотор од 130 киловати на дизел погон. Овде на заобиколница да ќе беше. Па да, ќе можев и со таква да дојдам, но веројатно ќе ме чекавте уште половина час. Добра, али тошо како рече во К15, маче со службената кола ќе те возам и ја стави во Катерпилар. А? Да. Ти во што ја стави? Која кола возиш? Јас возам Toyota и Mercedes и морам да кажам, иако Мерцедесот е многу поубав на око и е една кола за мерак, јас повеќе си ја сакам Toyotата и многу повеќе ја возам, затоа што ми е попрактична, полесна за возење. Што ви рекле Мерцедес, ... и све друго, а? Не е така. Да, мислам, секако Мерцедесот има своји убавини, но Toyotата ми е секојаш изборот кога треба некаде да се стигне едноставно. Да се заврши работа. Да. Вие кои што сте инженери и работите, ги познавате моторите, поинаку ли ги осеќате мотори како ќе возите? Па кога возам се обидувам да не мислам на тоа, бидејќи ако премногу мислам нема да уживам во А возењето. осеќаш? Но да, се разбира дека имам некоја интуиција за тоа и дека поминуваат и тие мисли низ глава, како работи моторот, како работи менувачот, системот за кочење, тоа не е професионална деформација која имаме сите инженери. Јас додека бев директор на Александар Палас, канцеларијата ми беше позади зид, значи на сосема друга страна,
али ако престанеше да работи фонтаната, која што е централно место на хотелот, одма изоштрен ми беше слухот да осетам, одма знаев и го фаќав телефонот да прашам што. Така и вие веројатно осеќате по звукот, по однесувањето на колата, на моторот, нешто повеќе од обичните луѓе. Па и да и не. Да, затоа што можам ако се фокусирам на тоа, но најчесто пуштам некоја музика, некој подкаст додека возам, па и не го да слушам моторот. Нормално за да стигнеш на ова ниво на кое што се стигнат, се поминал низ образовен процес. И викат дека образованието е темел на све во животот и на знаењето и на практичната примена и на имплементацијата и така натаму. Ти имаше можност да видиш повеќе образовни системи и нормално да правиш споредба. Да. Значи, јас средно образование завршив во Скопје и нешто што во нашето семејство секогаш беше многу важно е образованието и нашите родители не охрабрува и мене и брат ми да за студии да излеземе надвор, не само заради поквалитетно образование, не само заради повисоко рангирани универзитети, туку и за да го видиме светот, за да упиеме некои позитивни карактеристики што ги имаат други држави, а за жал го нема нашата. Да видиме други начини на размислување, да видиме други култури, да видиме оние луѓе кои што изградиле и живеат во просперитетни држави, како размислуваат, како се однесуваат. И јас имав прилика тоа да го направам во две држави. Првата година од моето високо образование поминав во Германија. Бев на факултетот ФХ Ахен на припремна година, каде што имавме една година интензивно учење на јазик, со цел да можеме да продолжиме на германски да студираме. И тоа беше програма за деца кои доаѓаат од надвор од Европската Унија. Тоа значи дека најголем дел од моите колеги беа од Кина и Индонезија. И покрај тоа што јас можев да го видам германскиот систем, да осетам германската култура, во исто време можев да исто тоа го направам и со културата од далечниот исток. Јас тогаш запознав десетици и десетици луѓе од Индонезија, Кина, места кои што ниту сум ги видел, ниту до тогаш имав помислено да ги видам и тоа беше... А доаѓаат заради рейтингот на Ахенскиот универзитет, така? Па да, се разбира, тоа е стар реномиран универзитет и беше доста интересно да се биде дел од тоа. Значи, германскиот јазик тоаш го научив одлично, можев да зборувам некако да ми е мајчин, но релативно блиску. И дружбата со луѓето од далечниот исток исто така беше нешто што не го очекував и нешто што ми додаде, како кажам, голема културна вредност. Имаше еден од моите цимери кој беше кинез, тој со него најмногу се дружев, тој свиреше гитара, па пробај мене ме научи, но не ми одеше така добро, немам талент за музика. Тоа беше добрата страна, а лошата страна беше што истиот тој имаше проблем со студот и во еден период од 30 дена воопшто не се тушираше, па тоа беше друг проблем, така што беше интересна година. А знаеш, ладно беше? Да, во тоалетот немавме греење. И не одеш? Да, и сега ние сме научени така што едноставно мора да се истушираш, па ќе стегнеш заби, ќе се тресеш, Да, но ете, тоа имаше малку различно размислување. Еден од најпрестижните и стари универзитети Ахен, после тоа Виена. Да, после тоа решив... Дали се тие универзитети компатибилни и на исто ниво или им виде разликата? Па, знаете како кога студирате машински факултет, сите универзитети се компатибилни, затоа што за разлика од социјалните науки, како што е правото, економијата, социологијата, нема повеќе школи на размислување, значи техниката функционира на еден начин
има едни закони на природата, закони на механиката и од тие нема отстапување, така што сите факултети се компатибилни кога станува збор за тоа. А нашиот универзитет и тие универзитети? Па нашиот универзитет за жал има доста пониски стандарди, но верувам дека за оние студенти кои што сакаат да учат, оние кои се навистина љубопитни, кои што имаат љубов кон техниката, и нашиот универзитет може да им понуди образование со кој ќе можат да бидат успешни. Да, но за разлика од високо рангираните универзитети, кај нас е потребна доста поголема самоиницијативност за да се дојде до тоа ниво, бидејќи универзитетот сам по себе нема да те турка. Сам треба да го правиш тоа. Да. И тој развоен пат продолжува сега со доживотно учење. Апсолутно, образованието за мене не завршува кога ќе се добие дипломата, туку напротив, јас мислам дека кога човек ќе добие диплома, тоа е само почетен услов за да може да почне вистинското учење. Што би рекле тенисерите wild карта, за да влезеш Да. во арената. Да, сега не можам да зборувам за секој вид на образование, но кога станува збор за техничкото образование, да се дипломира на факултет по машинство или електротехника или информатичка технологија, е исто како да се научи азбуката. Значи јас сум ги положил предметите, ги знам буквите и сега може да одам да пишувам состави. Зборувам затоа што сум приврзаник на тезата дека све треба да се гледа кроз призмата на бизнисот, заради тоа што без тоа некако тоа доаѓа како врзно ткиво, кое што може да ги надмине сите бариери кои што постојат на сите нивоа и сите можни начини. Ние може да сме и како бизнисмени, како луѓе приврзани за нашата струка, меѓутоа мислам дека многу пати се докажало дека се тие мостови за премостување на разликите кои што постојат на политички, економски план. И мислам, ако луѓето почнат да размислуваат, ако ние ги натераме во образованието да се борат да добијат вештини, во животот да сватат дека се е бизнис, во животот да се определат за она што најдобро го знаат и најдобро им носи, а не принос има, а не за тоа што мисли дека без ЕСАП и без математика така изгледа, тогаш мислам дека ќе прокрениме многу работи во општеството кои што вас младите ве кочат и ве доведуваат во позиција да ја напуштите земјата. Како стоиш на тој план со твоите генерации? Има ли од твојата генерација луѓе што отидоа? Зошто отидоа? Се разбира, има многу такви и секој има различна причина зошто си оди. Не, ако прашате 100 луѓе зошто ја напуштиле државата, веројатно ќе добиете 100 различни одговори. Една работа што мора да се каже и која е во голем дел причина зашто се заминуваат луѓето, не е целта некого да се нападне или нешто такво, но факт е дека генерацијата на нашите родители, на нашата генерација им остави полоша држава од таа што ја наследи од генерацијата на нивните родители. И тоа е нешто со кое ние мора да живееме, но пак од друга страна мора да прифатиме и самите одговорност. Мора да ги преземеме работите во наши раце, бидејќи генерацијата на нашите родители веќе оди кон залезот на кариерата и сега од нас зависи, па сега дали сме имале лоша, добра или пак ниту лоша, ниту добра стартна позиција, тоа не е никаков изговор зашто не треба да се тргне по правиот пат. Ајде нешто порелаксирано сега. Фан сте на Манчестер Юнайтед? Да, во денешна перспектива би се рекло за жал, бидејќи резултатите не се кои што се надеваме. Па добро, но така е со спортот е секогаш така. Нели, клубот никогаш не се менува и сигурно ќе дојдат подобри времиња. Сигурно. Си бил ли на театарот на Сумишто? За жал не сум бил заради визата, бидејќи за да патуваме во Велика Британија ни треба виза, никогаш не сум рекол ајде да извадам виза само за да гледам надпревар. Да. Но сум бил на многу надпревари на клубот, на гостувања низ Европа, така да сум видел доста фудбал во живо.
Оживам. А во Германија додека студираше во Австрија, одеше на одек? Додека студирав не, но имам одено во Германија независно од студиите, за да гледам фудбал, да. Мајка ми е фан на Бајер Минхен, па неколку пати имам одено да гледаме Бајер Минхен како игра со други клубови, па и со Манчестер Юнајтед. Да. Да. И навивањето било во пријателска атмосфера помеѓу мене и мајка ми, да. Ние исто, јас го кажувам често тој случај, тука го снимавме едно друштво со пријателите од Видаминка и Симе Наумовски е фан на Борусија Дортмунд, а ние на Бајер. И кога ќе одиме, вика, не игра овде Бајер, но овде игра Борусија Дортмунд со 7 играчи. Дојде ни од тамо во... Да. Али така е. Во фудбалот играш за тој што те плаќа подобро. Се разбира, како и во сите други бизниси. Нормални ли се тие цифри што се вртат денес како? Па јас не сум стручнак во фудбалот, но тоа што може да го видаме дека пазарот за телевизиски права е толку голем што веројатно и клубовите и телевизиите тоа можат да си го дозволат, па ета може да се каже дека е реално, бидејќи на крајот на криштата клубовите излегуваат со добивка, телевизиите излегуваат со добивка. Претходно платите даноци све. Така? Се надевам. Што значи, не, па сигурно да речеме во најголем број случаи, што значи дека се врти реално пара. Да, тоа е реално. Полни за стадионите се прегледат. Кога сакаш има канали да пушти спортски и така надам медиумски покриено и така. Да. Мислам дека и тоа е една од дејностите што врти голема пара заради медиумската присутност и така натаму. Што би рекол за спортот во Македонија? Па би сакал да видам повеќе успеси на нашите спортисти и на нашите репрезентации. Ете, имавме едно европско првенство во фудбал, каде што добро ги изгубивме сите надпревари, но ете како за прво првенство од независноста може да се каже дека и тоа е успех. Сме имали успешни репрезентации во кошарка и ракомет, имаме голем број на успешни индивидуални спортисти и како држава со мала популација мислам дека треба да се фокусираме повеќе на индивидуалните спортови, бидејќи таму може со помалку финансии, со помал број на луѓе да се постигне поголем резултат и да ги најдеме сите оние млади спортисти кои што го имаат талентот за да достигнат најголеми висини и да вложиме во нив. Тоа сигурно кошта помалку отколку да се направи еден успешен фудбалски клуб или ракометарски клуб, а може да донесе поголеми резултати. Фероинвест, Green Machines, Брако, сите се познати по корпоративната општествена одговорност. Тоа е регулирано, тоа е желба ваша, тоа е дел од стратегијата на развојот на фирмата. Да, тоа е во најголем дел наша желба, но и одговорност која ја осеќаме кон општеството. Значи, без да постои оваа држава и ова општество нема да постои ни нашата фирма. И затоа, покрај тоа што се разбира уредно си ги плаќаме сите даноци и давачки, мислиме дека е добро да се даде уште нешто плюс кога можеме тоа да си го дозволиме, а да се постигне некој добар резултат во општеството. Па така изградивте црквата во Велес, се сеќам. Така? Да, имаме инвестирано во повеќе цркви. Толго време го имавме, го спонзориравме фудбалскиот клуб во Велес Борец, го донесовме во прва лига, но имаше повеќе околности поради кои веќе не беше разумно да се продолжи со таа инвестиција, па го вративме на општината без никаква општена, значи без никаква оштета. Значи ние го земавме од општината, вложивме многу пари во него и потоа го вративме како поклон. Второто прашање кое што се наметнува во нашето работење е прашањето за енергетските трошоци кои што ги имаат компаниите. Ние немаме заокружен систем на газ во државата. Како е во Велес на тој план? Во Велес
Во Велес исто така, мислам, не е ништо поразлично од Скопје. Да. Со тоа што нели сега во денешно време модерно е да се зборува за зелена транзиција, за намалување на емисиите на јаглерод диоксид. И јас, видете се, јас се согласувам со тоа дека ние треба да дишеме почист воздух. Мислам, сега загадувањето во Скопје е голема тема со право. Се согласувам дека треба да ги намалиме емисиите, но начинот на кој што се форсира тоа, мислам дека може да биде подобар. Значи, денес гледаме еден топ-даун пристап од страна на владите, каде што се ставаат давачки, даноци, казни, се воведуваат некакви си регулации кои те форсираат да ги правиш работите на одреден начин, а начинот кој ја мислам дека е подобар за да се постигне зелената транзиција е да се инвестира во технологија која што ќе може конвенционалната технологија да ја замени на начин што на сите потрошувачи ќе им биде исто, па дури и подобро. И тоа е нешто што се стремиме и ние во Green Machines да го направиме. Знаете, ние, како што разговаравме, имаме во портфолиото и машини кои работат на електрична енергија, имаме и машини кои работат на дизел и бензин. И сега, причината зашто ние развиваме електрични не е за некој да мора да ги купи за тоа што така му е наредено од владата, туку ние се стремиме кон тоа нашите електрични машини да бидат за корисникот поисплатливи од конвенционалните машини. И мислам дека во многу контексти тоа е и точно. Јас гарантирам дека една општина било каде и на светот да се наоѓа денес многу повеќе се исплати да купи од Green Machines електрично возило наместо конвенционално возило, затоа што имате помали трошоци за одржување, помали трошоци за користење, значи не мора да полните дизел секој ден. И веќе квалитетот и издржливоста на електронските компоненти е дојдено до ниво каде што електричните возила не се ништо помалку квалитетни и издржливи од конвенционалните. И мислам дека истото треба да се стремиме и со енергијата која користиме. Знаете се, ако некоја влада одлучи дека мора да се користи само зелена енергија, а немаме технологија која ќе овозможи зелената енергија да се произведува со истите трошоци како и конвенционалната, некој тоа ќе мора да го плати на крајот, тоа се луѓето и фирмите. Цените на вашите производи, сигурно што продавате толку се конкурентни на пазарот. Да, се разбира. Али за обичниот граѓанин како се движат? Што значи тоа? Колку кошта најскапото возило, колку најевтино? Па нашите цени зависат од пазарот во голем дел, значи има пазари каде што, знаете, во капитализмот имате понуда и побарувачка и тоа е тоа што регулира цената. Има пазари каде што конкуренцијата е жестока и таму цените се пониски. Има пазари каде што или конкуренцијата не е толку жестока, или пак барањата на купувачите се многу поголеми. Например, во Соединените Американски држави сите општини купуваат опрема само со целата дополнителна, значи купуваат машини со цела дополнителна опрема, значи да има се, додека во Европа и посебно на Балканот повеќе се штеди, значи ајде не мора да има радио, не мора да има перење под притисок, не мора да има ова, само да... Да, така што цената е зависи многу од тоа. Друг гордив проблем за македонските компании во овој момент, онака како што се рангирани во Стопанската комора, е прашањето за ликвидноста. Се содрувате ли вие со таков проблем? Финансискиот менеджмент е еден од најважните делови од водењето на секоја компанија. Значи, секој менаџер мора во секој момент да знае што се случува со финансиите на компанијата, да знае како да се справува со ризици, да знае кога може да троши, а кога не може да троши. И се разбира, ние посветуваме многу големо внимание на тоа. До сега не сме дозволиле да дојдеме во опасност од губење на ликвидноста и настојуваме тоа така да остане за секогаш. Воопшто да не е проблем. Да.
И враќа државата ли ДДВ? Јас знам дека во изминативе години тоа за жал било нешто, било тема. Јас мислам дека во една сериозна држава не треба тоа да е никогаш тема. Тоа треба да е нешто што се подразбира, но ете, сме каде што сме. Ние немаме друга држава, имаме само една држава и ќе работиме во сите услови кои ни се наложени. Квалитетен образовен систем, доживотно учење, многу работа, многу труд, многу потрошено време во фабриките, општествен живот кој што мора да се прати, фамилија и така натаму. Дали си премлад за овие сите предизвици? Јас не мислам така. Значи, некој за себе на моје место може би кажал дека е премлад, но јас го мислам спротивното. Напротив, колку порано човек се соочи со животот и со светот, мислам дека е толку подобро. Знаете, кога ќе имам 40, 50, 60 години, тоа што сум почнал сега, само значи дека тоа ќе имам повеќе искуство позади мене и поголемо знаење. Јас сметам дека секој млад човек кој сака со претприемништво да се занимава, мора да има стоички менталитет. Тоа значи да никогаш да не се само сожалува, никогаш да не гледа од негативен аспект на сите предизвици. Да, ќе има предизвици, ќе има притисоци, ќе има потешкоти, ќе има проблеми од технички аспект, меѓучовечки аспект, тие се најтешките. Така, најтешките работи. Да, но сето тоа мора да се прифаќа со една позитивна енергија и расширени раце. И наместо да се мисли како е проблемот голем и тежок, треба да се размислува како да се реши. И тоа е менталитетот кој се надевам дека ќе го развијам најмногу што може и дека ќе го задржам до крајот на животот. Што размислува Ангел Ангјушев кога ќе се враќа од Брако према Скопје секој ден? Па да бидам искрен, не премногу, затоа што на работа секогаш давам повеќе од 100%. И патот наутро за Велес и попладне назад за Скопје е време кое го користам за една ида во наводници да наречам медитација. Тогаш можам, тоа е времето кога сум сам на себе, кога можам малку да си ги смирам мислите, да пуштам некоја музика, да слушам. Да уживаш и да направиш некако рекапитулација. Па да, апсолутно. Освен кога ќе почне телефонот да звони понекогаш, па тоа ќе поминам целиот пат на телефон, но знаете како патот секој ден, јас поминувам скоро 2 часа секој ден во патување и тоа да е нешто што ми одзема дел од времето, е нешто што понекогаш е физички тешко, но по друга страна е прилика малку да спуштам топката, да почнам да мислам на нешто корисно. Те нервираат ти нашиве патишта? Па не многу, за жал, кога живееш тука, тоа е нешто на кое се навикнуваш, а не треба да е така. Знаете, секогаш е лошо кога ќе се навикне човек на нешто лошо. Не треба да се навикнуваме, не треба да го прифаќаме, туку треба да настојуваме тоа да се подобри, но ете, мора да признам дека јас сум навикнат на тоа. Ама кога ќе поминам известно време во странство, например, кога бев на студии, кога се враќав за празници или за одмор тука во Македонија, и така како го забележував. И мислам дека сите треба почесто да патуваме за да имаме поголем осет за тоа и повеќе да настојуваме да се промени. Која е за тебе земја во која повторно би отишол? За патување или за живење? За патување, Што се види? една од земјите кои ми имаат оставено силен впечаток е Мексико. Да. Таму бев оваа година деловно. Значи имавме машини кои ги испорачавме во Мексико и требаше да се направи техничка поддршка и техничка обука на нашите дистрибутери таму. И тоа е една посебна приказна и интересна анегдота. Значи тоа требаше да го правам заедно со човекот од нашата фирма кој е специјализиран за техничка обука. Да.
но 2 недели пред да треба да се патува, неговата апликација за виза беше одбиена и останав сам на себе. И сега требаше да се одбере дали јас сам да вршам техничката обука, нешто зашто не сум специализиран, нешто кое имаме во фирмата луѓе кои што само тоа го прават и се за тоа најдобри. Или ќе треба да одложиме обуката. Но па да одложиме обуката беше опасно од друг аспект. Значи, патувањето во Мексико се случи во март, а моето дете се роди во април. И сега требаше јас или да одам сам да правам нешто за кое не сум подготвен, или требаше да го пропуштам раѓањето на детето, или па да мора да одложиме до некој покасен датум каде што веќе не е прифатливо за нашите клиенти. И се разбира, клиентите секогаш мора да се задоволни. И јас си ги испечатив сите материјали и целата документација и постапка за техничка обука ја научив на авионот, додека патував за Мексико. И уште еден дополнителен проблем е што Мексико има значителна временска разлика со Македонија и тоа значи дека ако се случи нешто таму што е неочекувано, нема кого да се побара, сите спијат и не се на работа. Неопходна информација. Да, и сега си таму сам на себе оставен и да, како и секогаш. Чи не си за тоа стручен, временска разлика постои, нема кого да прашаш и Господ и ти. Да, и тоа е тоа за кое зборувам, значи мора сите предизвици да се прифатат стоички, мора да се има позитивен пристап и како и секогаш во работата проблеми се случија и бев ставен под притисок да ги решам сам, тоа и го направив и денес клиентот е задоволен. Мислам дека тој наш ангажман во Мексико овој март резултираше со тоа да добиеме сега во ноември голема нарачка од таму, на која работиме периодов и мислам дека тоа ќе донесе одличен резултат. Општо Мексико како држава, пред се морам да кажам дека има одличен домакин, тоа е најважно каде да патувате, со добар домакин секаде може да го И голем пазар. Да, и видов работи кои што Мексико е голем. Кои што ги нема тука, да, огромен пазар. Знаете, ние за жал представата која има просечниот човек за Мексико е тоа што го гледаме во холивудските филмови. Значи таму дека има пустина, кактуси, шешири и пукање. Да, има сето тоа, но има и многу повеќе од тоа. Значи таму има една економија која е многу пати поразвиена од нашата, една индустрија која е многу пати поразвиена. Луѓето таму имаат невидена работна навика. Значи во Мексико не постои концептот на мрзеливост, барем таму јас каде што видов. И видов многу работи кои ги нема во Европа, значи видов дел од нивното огромно културно богатство, јадев работи кои никогаш не би ни помислил да ги јадам, како што се очи, мозоци и така натаму. Да, но тоа е нешто што... Слушаше маријачи. Да, се разбират. Нашите домакини организираа пречек на возилата со свирачи, таму тие се викаат маријачи. И една работа која забележав и ми остави многу голем впечаток е дека ние македонците и мексиканците имаме доста слични културни карактеристики. Значи ние сме многу по-слични од колку што некој би очекувал поради дистанцата која постои. Огромно. Да. Аде тие се темпераменти како нас. Да, и следен пат би сакал да отидам таму туристички. Така е. Да, сега нормално таму... Во Акапулко или во Канкун? Па сум размислувал за Канкун, колку што знам Акапулко веќе не е тоа што бил, но се разбира, таму мора да се биде и предпазлив, бидејќи има многу опасности. Еве сега во градот каде што бев, јас, тоа е Сантиаго де Керетаро, во центарот на Мексико, минатата недела прочитав дека имало големо пукање каде што 10 луѓе невини, што немаат никаква врска со криминални дејства, имаат настрадано во еден бар. Така што за жал ги има и тие работи што ние од телевизија ги знаеме, не е само убавото и треба да се биде предпазлив. Музика, што слушаш? Музика слушам најразлични работи. Значи од нели денес за жал немаме толку домашна музика, имавме додека Тоше Проески беше жив, сега помалку.
слушам една од работите која луѓето ги изненадува секогаш е понекогаш слушам кантри музика, каубојска музика. Да, ги слушам нормално овие што се Evergreen, XU хитовите. Да, некогаш слушам и амерички рап, така да тоа е нешто што исто така ги изненадува луѓето бидејќи не е многу во склад со мојот карактер. А каде излегува Ангел Индушев? Ангел не излегува многу, особено откако станав фамилиарен човек, сега гледам што е можно повеќе време да посветам со семејството. Во игротеки, значи. Се уште не, ама ќе дојде и тоа за година-две најкасно. Да, преку викенди настојувам да се видам со пријателите. Да. Но да, главниот дел од времето го поминувам на работа, со семејството и се трудам колку што може повеќе време и енергија да посветам на фитнесот. Значи, вежбањето е нешто што за мене не е само нешто што го правам за тоа што ќе изгледам подобро, туку е нешто што го сметам филозофија на живот. Нешто што го сметам за неизбежно. Во мојата глава не е опција да не се води сметка за фитнесот. Драго ми е што денеска вака разговаравме. Морам да ви кажам дека од многуте разговори што ги имав, ти си еден од најмладите, така, кој што учествува во овој серијал, дека размислувањата на твојата генерација и генерациите околу тебе се некако идентични и мислам дека тука е постигната цел и единство и една одлучност да се истрае во напредок на државата. Тој напредок точно знаете каков треба да биде и можам да кажам дека таа генерација сигурно е таа што Македонија ќе доведе на поинаков пиедестал кој што ќе биде прифатлив и ќе почнат луѓето во обратен правец да се враќаат назад. Ви благодарам што бевте гостин на Бизнес клуб и ќе има уште многу можности да се дружиме заеднички и да разменуваме мислења и на тој начин да придонесеме за доброто и на фамилиите, и на државата, и на градовите каде што работиме и живееме, и на сите страни. Ви благодарам што ме поканивте, ви благодарам за оваа иницијатива да организирате една ваква емисија. Значи, вашата иницијатива е пример многу добар за тоа што јас го нарекувам доживотно учење. Значи, вие кога сте биле на моја возраст не постоел интернетот, а денес правите нешто што е ново во светот, снимањето подкасти. Значи, подкастите се нешто што денес го менува светот, бидејќи еден формат каде што не е стандардно прашање-одговор во еден структуриран формат, туку е разговор помеѓу двајца луѓе, каде што може да се види карактерот на луѓето. Знаете, во интервју со прашања и одговори човек може да го крие својот карактер, може да глуми нешто што не е, може да зборува веќе однапред припремени одговори, но во еден ваков формат е добро од една страна и за гостите, затоа што имаме поголема шанса да се изразиме, но е добро и за сите гледачи, затоа што имаат прилика да не запознаат такви какви што сме. И затоа ви благодарам на поканата. Гостин после тебе е Сашко Самарджиевски од Прилипската пивара. Го познаваш? За жал не го познавам, но еве ова е одлична прилика да се запознаеме. Ето тоа ги шири видиците. Тоа се новите генерации кои што го прифаќаат ризикот да го водат бизнисот во Македонија, да го билдаат GDP-то и на таков начин да создадат производи со додадена вредност и да ја помогнат на државата. Благодарам. Благодарам.